Наместо да понуди решение, прстот го вперува во претходниците. Иако е на функција повеќе од една година, за министерот за земјоделие виновни за проблемите во неговиот сектор биле ВМРО ДПМН. Конкретно за сливарите, тој овде не гледа проблем. Воопшто нема никаков проблем во делот на самиот откуп. Има проблем државата со овие барања кои што се од страна на една поединечна група која што политички и партиски мотивирана, да сливите не се откупуваат, да останат несоберени. И додека за министерот нема проблем, сливарите се очени. Поради немање на откуп, овогодинешниот род веќе им скапува по нивите. Јас сум веќе 70 години човек. Возраст. Мислам до сега не е имало таков откуп до сега. Скажа и ветова дека ќе биде подобар живот, не подобар живот, полош живот испана. Ние не можеме со што сме фарлиле по 1000-1500 евра пари, наши готови, не може да се собере нашите пари. А па камоли да живеем до година. Ако мислят на тај начин да живеат, они да правят на нас земјоделците и да не лажат, нека се откажат така неспособни. Речи си 2 недели сливарите од југоисточниот регион се на барикадите. Истурањето на сливи и блокирање на патиштата е единствениот начин да го искажат својот револт и да покажат каде поради лошите политики завршува нивниот род. Во моментот протестите се во мирување, но доколку за 2 дена не отпочне ветениот откуп, најавија нови протести.